Почитувани мои, добар ден. Стартуваме со новата сезона на Црвена линија. Она што очекуваме секако дека во оваа нова сезона ќе имаме поголем и уште поброен аудиториум кој што ќе биде директно вклучен во секое издание на Црвена линија. Ке имаме многу нови предизвици пред вас, а се разбира Црвена линија, целта и содржините се токму јавното мислење, токму вие, драги мои, да го кажете она што сметате дека треба јавноста да го знае. И какви што се случувањата во нашата земја, ево ова прво издание во новата сезона од Црвена линија ќе го стартуваме со тема која што не само што ја потресе јавноста, туку ја згрози, но и како да ни го одзема тлото под нозете. Се појави огромен страф. А еве и за што ќе зборуваме. Денеска се најавува нов протест, односно се бара правда за жртвите на онкологија. Мотото е протест против убиствата на онкологија. Протестот ќе започне пред влада, а ќе продолжи пред зградата на основното јавно обвинителство, каде ќе биде побарана судска разрешница за случајот и одговорност за сите инволвирани во скандалот. Она што денес ве прашуваме е каква е вашата доверба сега во нашиот здравствен систем и здравствените работници. Меѓу другото, оно што никогаш не се менува во Црвена линија е секако и анкетното прашање, односно доколку не заследите на Facebook и особено на Instagram, тогаш имате можност активно да учествувате и на нашите анкети. А за денес прашањето на Instagram Story гласи вака: би го довериле ли вашето здравје на нашиот здравствен систем? Две опции за одговор, едната е да, втората не. И секако во зависност на тоа кој е вашиот одговор, ќе кликнете на опцијата. Резултатите, ете и тоа, не се менува во новата сезона, ќе бидат соопштени таму некаде по рекламите. Ќе ве подсетам за да се вклучите во Црвена линија. Патот останува ист 02 307 0005. А на самиот почеток одиме со вклучување на гостинот кој што го имаме во предвид, со него да ја отвориме дискусијата за денешната тема. Ке напоменам дека станува збор за Анжелика Колева, која што особено ми е чест и задоволство да имам ова денешно издание и прво во новата сезона на Црвена линија. Сеќавањата за неа се врзуваат токму за она што е препознатлива во јавноста, тоа е како прекрасен и еминентен уметник. Некогаш во медиумите зборувавме за нејзината уметност, но денес во Црвена линија зборуваме за она што денес таа го живее во овој период, а тоа е и како пациент на онкологија. Анжелика Колева, дали ја имаме на линија? Еве, тука сум. Да, дали се гледаме, Анжелика, многу ми е пред се драго, еве што ќе отворам новата сезона на Црвена линија токму со тебе. За тебе ме врзуваат прекрасни спомени кога станува збор за уметност. Но овој пат твоето вклучување е за нешто сосем поинаку. Она што се случи на онкологија буквално ни го одзеде тлото под нозете. Сега некако сите имаме страв. Која беше твојата реакција со оглед на тоа што ти си пациент на онкологија кога слушна за оваа вест? Како реагираше во првиот момент? Па немав некоја реакција, да бидам искрена, затоа што ми се одзема тлото под ногите, да бидам искрена и реална. Иако сум јака личност, нели? Од тогаш па наваму јас едноставно не функционирам како што треба да функционирам. Тоа е момент кој што не можам да го опишам, значи можам да го кажам само моментов како сега се чувствувам, значи се чувствувам многу разочарано, имам милион прашалници за кои што немам одговор и така натаму, не знам што друго би рекла на таа тема. Чувствата се страшни. Но еве, низ призмата на твоето искуство во онкологија, како, еве, кратко би кажала како пациент, како ги помина деновите таму? Имаше ли впечаток дека може вакво нешто да се случи? Не.
Искрено немав впечаток дека таква нешто да може да се случи, значи тоа го кажувам на сите. Јас добро поминав, значи сум во ремисија во моментов со тоа што си уште сум нели по терапии, таблетарни терапии. Да искрена да бидам, значи не сум почувствувала никаква негативност од било која страна, дали од доктор, сестра, дневна соба што си ја кажуваме, нели и така натаму така натаму до персоналот, значи буквално не почувствував дека може би такво нешто се случува. И затоа се и сите тие прашалници, предпоставувам, кои што ги имам во мојата глава, и не знам како се ова ќе заврши. Јас би сакала да заврши што поскоро, од причини што сите тоа го апелираме, значи не се сите злото, да се разбереме. Има доктори на кои што дефинитивно треба да им го обелиме образот, нели, дел од персоналот кои што не биле учесници, затоа и целата оваа борба и се останато, за да можеме и ние како пациенти да продолжиме да им веруваме и да продолжиме со нашата борба, која што во најмала рака... Дека и тројца онколошки пациенти ќе имаат увид во истрагата на обвинителство. Тоа е еден коментар од нас. Значи, ние бевме каде што време. Еве и вам ќе ви ги прочитам, значи се губи, тоа е кога е нели конекцијата преку интернет, но еве денес се најавува нов протест во 18 часот. Ке присуствувате ли, Анжелика? Не. Ние одлучивме онколошките пациенти да не присуствуваме на денешните и понеделничките, да ги кажам, протести, ако ги има и во иднина, од причини што не сакаме ова политички да го сврстиме. Значи, нас ни треба поддршка од друга страна и реално, мислам, ние го правиме тоа секој ден, искачаме пред обвинителство. Кој сака може слободно да дојде за поддршка, па дури и пациенти и луѓе кои што се засегнати, а ние знаеме дека нема фамилија која што не е засегната нели од ваков проблем. Така да цело време даваме апел до луѓето, до пациентите да ни се придружат, да ги кажуваат своите приказни и искуства кои што ги имаат, значи оставени се телефонски броеви од обвинителство, мејл адреси каде што може слободно да се јават и да си ги кажат, нема да бидат нели со имиња и презимења кажани, по тие причини, за да не се плашат, нели, пошто реално кај нас секој од нас се плаши од нешто или од неколку. Така да Анжелика, во интерес на времето, прво ќе се заблагодарам бескрајно еве што одвои ти токму од твоето време за да проговориш пред јавноста и за гледачите директно преку твоето искуство и кои се твоите емоции пред се во однос на она што се случува. Како цела редакција, секако и јас лично ти посакувам да ја добиеш оваа битка до крај и се разбира да останеш во добро здравје, бидејќи твојата земја има во што да ужива, тоа е во уметноста која што ја создаваш ти. Остани понатаму со црвена линија, секако ќе имаш можност да слушнеш што ќе кажат и гледачите. Верувам дека многумина и како ти ќе се вклучат во ова денешно издание. Благодарам уште еднаш. Благодарам и јас на вам. За да се подготвиме, се разбира, со оглед на тоа што направивме и пауза во пред почетокот на оваа сезона, во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на мојата колешка Емилија Мисерилевски и меѓу другото да ве потсетам веднаш по прилогот, ве вклучуваме вас 02307 0005.
Десеттина граѓани само во текот на денешниот ден го контактираа надлежниот јавен обвинител за да споделат свои сознанија и да помогнат во истрагата за скандалот со цитостатици на клиниката за онкологија. Пред новиот протест на неформалната група Протест против убиството на онкологија, закажан за попладнево, обвинителството објави дека го подига степенот на транспарентност и отчетност за предметот на онкологија и ќе побара од неформалната организација да одбере тројца онколошки пациенти кои ќе имаат увид во истрагата. Образложија дека овие дополнителни чекори ги преземаат затоа што станува збор за случај во кој се испитува евентуална повреда на највисокото уставно загарантирано право на здравствена заштита. Обвинителството денеска ќе побара од неформалната организација преку која пациентите ги изнесуваат своите барања да избере тројца онколошки пациенти кои во текот на целата постапка ќе имаат директен увид во прибраните докази и во преземените дејствија. Пациентите ќе треба претходно да потпишат изјави со кои ќе се гарантира тајноста на постапката и на личните податоци во кои ќе имаат увид. Начинот на избор на пациентите е оставен на нивните представници кои го изнесоа ваквото барање. Неформалната група Протест против убиството на онкологија, протестот го организира со барање за брза разрешница на криминалот со лекови на онкологија. Го повторија ултиматумот, обвинителството за една недела да излезе со детали за истрагата, а бараат и одговорност од високите функционери кои биле дел од скандалот на клиниката за онкологија. Покрај претходниот директор тврдат дека дел од скандалозната шема на крадење лекови била и уште една поранешна директорка, против која веќе има кривична пријава за злоупотреба и предизвикана штета од 350.000 евра, а таа се уште работи на клиниката. Од јавното обвинителство пак велат дека ги преземаат сите дејствија за обезбедување докази со цел проверка на наводите во овој предмет, поради што од самиот почеток е вклучен и лекарски и друг медицински персонал. А сега стартуваме во новата сезона и првото издание на Црвена линија во оваа сезона. Токму со вас почнуваме со првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Ова што сега секако нема да заборавиме во новата сезона, да го напоменеме да се намали тонот на телевизорот. Дали се слушаме? Јас ве слушам, дали го намаливте тонот на телевизорот за подобро да се слушнеме? Намален. Па драго ни е, вие сте првиот гледач во ова ново издание во новата сезона. Не знам веќе што да зборувам. Немаме правна држава. Мислам дека се види и со уставните измени. Мислам, уставните измени не е току ова за организиран криминал. Направија се за да се заштитат себе си. За да се заштитат сите 120 пратеници, директори, министри, заменици, за да се врати Груевски, за да направат сега вака, со оглед на измени. тоа што еве начнавте околу промените во кривичниот закон, тоа секако утре ќе ни биде тема. Но еве како граѓани на оваа земја, каква е вашата доверба сега во моментот во нашиот здравствен систем и здравствените работници? Не само во здравствениот систем, туку немам доверба ни во државата. Тешко, имам 47 години, но една порака до младите, нека завршат факултет и да бегат од тука. Верувате ли дека ќе има завршница еве случајот со онкологија? Не. Како што немаше завршница за Дурмотурс, како немаше завршница, нема ни да има за болницата во Тетово, како и многу, може само да ви дадам еден личен пример за мене лично. Евете. Имам земено, затоа не верувам во правна држава. Ни во банки, ни во ништо. Имам земено преку Нептун во НЛБ банка. Платив кредитот однапред. Како и да е, ќе ве очекувам повторно да се вклучите во Црвена линија. Златното правило останува, нели, оние секунди кои што постојано ги даваме. Внимавајте на тајмерот и секако големо благодарам еве што бевте првиот и го пробивте мразот во оваа нова сезона. Ве очекувам повторно, се разбира, доколку сакате да го кажете она што го имавте како лично искуство. Но сега сакам да ги слушнам особено во Црвена линија оние кои што можеби во моментот се или можеби во ремисија или се активни пациенти на онкологија.
Кои се вашите коментари по овие случувања? И еве, да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Јас навистина слабо ве слушам, дали е намален тонот на телевизорот? Да, намален е, Тина, ма слушате сега добро. Одлично, повелете. Ама види, мојата мајка беше 2014 болна од рак и мојот татко на панкреасо, па мислам не отидо они да се зрачат тамо. Иначе сите доктори не треба да се стават во исти кош. Еден ден тие ќе си одговарат и пред Бога, мислам и пред Бога тие ќе се појавуват нивните души, наместо да го продолжат животот што Господ им го дадел преку докторите што се давали Хипокретова заклетва, за да им помагат на народот, они повеќе им одмагат. Парите не представуват ништо. Мојата мајка имаше рак на дојка и течеше крв. Јас после на лицето излезе рана, не отиде цела рана, 2016 година умре. Мојот татко исто така беше на панкреасо, беше многу жит, па докторот Сашо Ковачевски многу му помогна во Скопје, го открија, му стави, мислам, трак и после Шумковски на магнетна резонанца му кажа, оти мора да се права операција. Мојот татко го прави на панкреасо, 2,5 години живеа човеко. И толку ми беше по овие случувања, дали помогнаа, верувате дека ќе има завршница на овој случај? Ќе бидат изведени пред правдата оние кои што се директно инволвирани во ова и одговорни се? Завршница, мислам, ќе си одговарат тоа што си го направили пред Бога и овдека. Оти секое живо суштество е дадено од Бога. Болестата не пита ни стар, ни млад, ни богат, ни сиромах, а тие ќе си одговарат пред законот, мислам, оти ќе... Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Сега кога продолжуваме со вас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Јас еве на самиот почеток се разбира и во новата сезона ќе напоменам дека од технички аспект задолжително намалете го тонот пред се на телевизорот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија. Како да еве ќе потсетиме за што говориме денес во Црвена линија. Денес со нов протест се бара правда за жртвите на онкологија. Мотото е протест против убиствата на онкологија. Протестот ќе започне и е најавен да биде пред влада, ќе продолжи пред зградата на основното јавно обвинителство. А сега веќе кога зборуваме за основното јавно обвинителство, на што е ново и секако многу повеќе можете да прочитате доколку кликнете и на telma.com.mk, така еве овој денешен наслов од вестите на Телма, каде што се вели дека тројца онколошки пациенти ќе имаат увид во истрагата на обвинителството. И врз основа на барањето на онколошките пациенти, изнесено на средбата која се одржа на 7 септември, обвинителството денеска ќе побара од неформалната организација преку која пациентите ги изнесуваат своите барања да избере тројца онколошки пациенти кои во текот на целата постапка ќе имаат директен увид во прибраните докази и во превземените действија. Она што имаме и повеќе денес секако прашање во овој издание на Црвена линија е колкава е во овој момент сега по овие случувања вашата доверба во нашиот здравствен систем. И меѓу другото секако сакаме да бидат вклучени оние кои што директно се засегнати со оваа проблематика, а од останатите секако верувате ли дека ќе има за овој случај целосна разврска и секако дека оние кои што се директно одговорни за овие случувања ќе бидат изведени пред лицето на правдата? Добар ден. Добар ден. Ја се надевам дека се слушаме со оглед на тоа што ние слушаме дека ви имаме на линија, но еве од технички аспект верувам дека златното правило веднаш го направивте на 02-307-0005, веднаш го намаливте целосно тонот на телевизорот. Ова го повторуваме со оглед на тоа што нормално доколку го сторите тоа, веднаш ќе можеме да зборуваме онака телефонски како преку слушалка. Добар ден. Добар ден, ама не знам, изгледа не ме слушаш ти. Сега веќе ве слушам. Добро. Све си казав ја и добар ден и добре дојдовте во нашите домови, ама ќе повторам. Значи, добре не дојдовте од одмор и да ве поздравам прво.
Да. Сега да ви кажам најискрено, ова многу тешка тема, ова што ни се случува Тина, јас не верував дека можно е ова нешто да се случи. Ти да убиеш човек смислено, тоа е нешто, не знам што рече гледачот, Господ ќе им врати, не го треба тука нешто да се воведе смртна казна, зашто ако ти смислено убиваш толку луѓе, значи што треба тебе да те чека 3 години затвор? И не ми е јасно зашто тие луѓе ќе ги кажат по иницијали некои, нема име и презиме. Значи толку сум разочарана. Дали нешто ќе има разрешница на ова, што ќе биде? Знаеш, ја во пуно наврати сум била болна и докторите ми го спасиле животот. Значи сум им верувала многу. Сега после ова, што правиме после ова? Дали ти ќе гледаш во таа инфузијата, дали ќе гледаш што ти става, што е ставено и дали воопшто нешто е ставено или само физиолошки. Дали ти воопшто ќе се осмелиш да појдеш сега, после сето ова што ни се случува, да ти кажам најискрено, крајно сум разочарана. Кои се тие луѓе, да ги видиме со име и со презиме, да видиме дали се тие луѓе или се, да кажам, се животни. Ајде сега во овој момент имате ли доверба во нашиот здравствен систем? Па, пак зависи како кај кого, разбираш. Значи, зависи дали ќе најдеш на човек. Многу е битно на човек да најдеш, а денеска човек. Благодарам многу, еве што повторно ќе напоменам и во оваа сезона се вклучивте и бевте дел од Црвена линија. Продолжуваме со вас, драги мои. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден, на линија сте. Дало, дали сум на линија? Да, на линија и тоа е на Црвена линија во новата сезона. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Благодарам, тоа што почнам вака. Прво, добре ни дојдовте. Малку бевте отсутни и вие и ние. И сега да почнеме за темата. Се јавувам од Охрид, ќе ви текнем. Секако, не се ги заборавам јас своите гледачи. Ми се чини дека овдека јавното обвинителство треба да си ја земе работата во своји раце, да ги испита сите случаеви претходно кои што завршиле со смрт и оние кои што не добиле доволно терапија, онаква каква што треба, да има два аршина. Тие што починале да се гонат за убиство, а оние кои што не ја добиле соодветно терапијата да бидат нагонети за покушај за убиство. На тој начин ако се почне, тогаш и ние ќе имаме и вистинско здравство и лекарствата ќе бидат дадени на оние лица на кои што се препишани и им се потребни. Да не биде тоа само растворче или водичка да му се стави и оди се со здравје. И после тоа, да почина нашите драги, што се вели татковци, мајки, браќа, сестри и така натака. Животот е скап, животот никој не го подарил, животот е лична својина. Кој како сака треба така да го живее, но нема право никој да ни го одземе животот. Сите кои се учествувале во тоа треба да бидат соодветно казнети и да одговараат пред законот. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и за вашето вклучување во Црвена линија. Се разбира, оние кои што редовно и активно учествуваат во Црвена линија, не ги забораваме. Драго ни е дека и во оваа сезона повторно ве слушнавме. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ао, добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Тино, види вака сега. Нема клиника во државните амбуланти, нема клиника било која да е. Онкологија, офталмологија, да не ги именувам поред. Добро имаат уиграна варијанта тие тамо, не зборам за сите. Кога добро ќе платиш, добро ќе бидеш и лечен. Но не граѓаните одвојуваат средства, ги даваат соодветните давачки за да бидат здравствено осигурани. А видите сега, кога ќе појдеш на клиника, ќе ти одредат дијагноза све и кога ќе треба да те примат на лекување, ќе ти рече, знаеш што, тука има ред, се чека ред, за преку ред ти одредува тарифа, која треба да ја платиш за да бидеш лечен. Јас сум имал случај, во 8 септември ме отвора со лекарства и на крајот кога дојдов да се лечам, ми рече ред се чека овде,
35.000 ми побара пари и ми рече за тоа ќе ти издавам фискална сметка. Не го именувам кој е докторот. А дали ве го пријавивте? Овде не го именувате. Ама кого ќе пријавиш? Кого ќе пријавиш? Кого ќе пријавиш? Тоа е све хаос е. Како во здравство, така во школство, така во полиција, нема. Така, благодарам многу еве за вашето вклучување во Црвена линија и секако фактот што еве споделивте и ваше лично искуство. Продолжуваме со вас да слушнеме понатаму што ќе речат останатите гледачи. Дали имате доверба сега во здравствениот систем? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас секако слушам дека има некој гледач, но дали гледачот успешно не слуша нас? Добар ден. Добре, еве во меѓувреме уште еднаш ќе потсетам телефонскиот број ни е 023070005 и не заборавајте задолжително по вклучувањето во Црвена линија да го намалите целосно тонот на телевизорот. Како и да ќе подсетиме дека имаме и анкета на Инстаграм, заследете не заборавајте сите вие кои што не следите на социјалните медиуми, ние сме и на Твитер, и на Фейсбук, и на Инстаграм. Но еве анкетата може да почека, но не и гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Во врска со денешното прашање што е поставено, јас сметам дека сепак здравствениот систем на некој начин се одржува во Македонија и точно е дека во онкологија се има десено непријатни работи и срадни, но сега се мала само по то со цел да се забушат другите скандали што се направија. И како може да имаме верба во нешто кога пред се судството и обвинителството се за катастрофа. А именно, како може да има правда кога дуи целосно го држи обвинителството, па до некаде судството. Што значи, немам доверба дека ќе има некоја разрешници со онкологија. Именно, доколку нема поединци од ДУИ или од РДС смешано во онкологија, тогаш може би ќе има некоја разврска. А доколку има, ќе се заташкаат работици, нов скандал ќе се отвори со цел и ова да се заборави. Јас го жалам македонскиот народ за ваквата состојба. Од скандал во скандал се оди. Не се решени случаите со обвинителите без правен факултет. Не. Така, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија и секако тоа што го споделивте вашиот став односно на темата за која што зборуваме. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, за тоа ми е драго. Па еве, каква е вашата доверба сега во Голем здравствениот поздрав. систем? Јас сум првиот гледач што ви се јавив. Не може да ја завршам мислата. Ми остана викат, како зборувате дека дали верувам. Не верувам. Значи, од секоја институција веќе не верувам. Мене ми се случи преку Нептун и НЛБ банка. Така. Значи, да, пред време го затварам кредитот што имам место во октомври, ја затварам во август. Ме тера да платам каматна стапка, зашто на време за пандемијата сум платил тие 6 месеци. А телефонски се договоривме дека имам услови, сакам да платам, ми овозможија, кога го затворив кредитот, ме тера 2103 денари. Така, и ви направивме една мала отстапка, секако зборуваме за нешто што не е тема. Целта беше да укажете дека немате доверба. Но, еве, каква е вашата доверба како пациент, доколку, не дај Боже, не би сакале здравието е најскапата работа. Но знаете како животот нуди предизвици. Имате ли сега доверба во здравствениот систем? Јас имам опериран сум 2 пати. Меѓутоа не сакам во ист кош сите доктори, цел медицински персонал. Но има такви, не сакам да се изразам преку телевизија, безобразни или вулгарни, што до тој степен отидоа на таква болест да украдат лекови и да го препредат.
Верувајте, навистина ме јачал. Фала ви. Благодарам многу, Еве, и што ја искористивте можноста, секако отворени сме и повторно да го завртите нашиот број. Благодарам уште еднаш за вториот пат. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Пејте, технички такви ни се процедурите, ќе подсетам уште еднаш, можеби некој од вас еве немаат искуство во јавување на вакви контактни емисии, но особено ќе ми биде драго еве да имаме изненадување во оваа нова сезона и црвена линија буквално да врие од вашите јавувања. Време е да се слушне јасно и гласно каков став и размислување за се оно што засега нашата земја имаат токму граѓаните, но во црвена линија секако и во функција на гледачи и јавувачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Поздрав Тина од Игор, од Битола до вас и до Телма телевизија. Поздрав, Игор. Вака, јас имам искуство што мајка ми се лечеше во Скопје, во онкологија. Така. 10 години, па ја лечеше докторката да ја поздрава Манева. Заборев името Манева, се презиваше докторката, сите остатоци примаше и почина во Скопје, па донесоте во Битола и така. И сега, од таа наследна болест, и јас имам таква болест ко мајка ми, и јас треба да ме види доктора, да ме провери доктор. Сакам да е по наследно, така. Друго не е што да кажам. Еве, верувате ли дека ќе има правна разврска за овој случај? Па има Македонија сила, има капацитет на млади медицинско, ја во Битола работи, па гледат матурираја медицинско. Матурска имаше за средно, а повисоките академии, па не знам во кој град ги има, до средно знам, а висока школа, здравствена медицинска, не знам каде таа. Така, добро, Игор, благодарам многу еве за јавувањето од Битола. Секако продолжете да не гледате. И сега во продолжение уште еднаш ќе подсетам, секако црвена линија ги очекува и вашите и коментари, но и одговори на анкетните прашања кои што редовно ги поставуваме секојдневно, се разбира, во однос на темите за кои што дискутираме со вас. Така да, доколку денес не заследите, а јас топло препорачувам да го направите тоа на Инстаграм, кликнете веднаш по заследувањето и на Инстаграм стори, каде што ќе ве причека денешната наша анкета. Прашањето едноставно: би го довериле ли вашето здравје на нашиот здравствен систем? Имате две опции за одговор, да и не. Кликате на вашиот одговор, а секако резултатите ќе бидат по рекламите. Па, добар ден и за новиот гледач. Добар ден. Добар ден, како сте? Поздрав ти на тебе и до телевизијата. Голем поздрав и до вас. Па, еве. Сакам да кажам. Кој одговорам до сега? Да крадеш пари, луѓе да убираат. Како не ги став? Како не ги кај? Јас не забали. Ова го нема ни една држава. Кој една држава? Јас мислам дека. Кај ме? А според вас, зошто еве има нешто вакво во нашава држава? Па наша држава, така. Нема никаде од друга држава. Ја бех на Токмедија. 3 дена. Правих операција на куха. 3 дена и 4. Ти проводих снега нежа во крена. Сега, и не само тоа, и од опете, сега не е така. Јас мислам дека треба одговорност за тие лекари, за тие недорожени, за тие ајдуци, што гледаат во тој тераси, дали ќе му даеш 100 евра или треба да му даеш. Кој е тина? Види ми познавено, зависи. Благодарам многу за јавувањето и секако на што нема да биде променето и во новата сезона на црвена линија, секако дека и твитерџи преку своите твитови, во зависност од темата за која што дискутираме, ќе ги објавуваме твитовите кои што сме ги издвоиле, кои што сметаме еве дека треба да ги видите и вие, и меѓу другото можеби еве и да се сложите со некој од твитерџи или можеби не. Ќе почнуваме со твитот на Монте Кристо.
кој што напишал ВМРО 2 точки. Устав се менуваше на марш во Битола, име се менуваше на пикник во Ташмаруништа, бугарски договор, пешачење на водно, протест за онкологија на Пивофест. За кој народ и која држава вие всушност зборувате? Ке подсетам телефонскиот број не променет и во новата сезона 0230700005. Намалувајте го тонот на телевизорот и секако вие кои што имате што да кажете особено на ова тема, ве очекуваме, па може би веќе ви биде и прв пат во вакво едно издание да бидете вклучени. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро, во црвена линија сте. Пред се да ве поздравам, да ви посекам среќа во новата сезона работна. Благодарам многу и се надевам дека и гледачите ќе бидат задоволни од нас. Така е, треба. Тина, темата ви е мношно убава, меѓутоа искрено да кажам, доверба немам. Ни во здравствениот систем, ниту во здравствените работници. Зашто немам? Знам, во себе не би сакал да коментирам за мене што било и како било, меѓутоа ова што го видиме во онкологија, застрамувачки е, монструми, не би ги нарекол лекари, верувајте. Еден доктор, кога завршува, дава заклетва дека ќе ги лечи сите пациенти, без разлика на вера и нација, а не да им го намали животниот век. Така да довербата кај нив не знам како ќе оправдаат. А верувате ли дека ќе бидат изведени пред лицето на правдата оние кои што се одговорни за? Не верувам дека ќе бидат пред лицето за правдата изведени, ниту пак ќе се решит и ова ќе се скрие негде зад тепик во фиока, или ќе се најде некој ситен човек кој што ќе заглави сестра или референт, а главните уредници ќе си живеат. Меѓутоа, они како ќе живеат? Ја не знам како ќе ги живеат со тие пари, како ќе ги хранат тие внуци, тие деца. Нека се застрама. За мене е тоа најмизерно. Али Господ е голем, ако судството не ги казни, ќе ги казни Господ. Ви благодарам и ве поздравувам. Големо благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме секако со твитерџи, продолжуваме и со твитот на МК Кодер. На било кој масовен протест не е можно сите да размислуваат исто како тебе и да се залагаат за сите нешта за кои се залагаш и ти. Но тоа не те спречува да протестираш заедно со нив за тие цели кои ви се заеднички. Барањето одговорно за онкологија е таа заедничка цел. А наша цел е да го слушнеме вашето мислење. Пред се да ни откриете колкава е во моментот вашата доверба во нашиот здравствен систем и здравствените работници. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Тина, дали ме слушате? Да, одлично ве слушам, повелете. Добро, Тина, благодарам. Малце со задоцнување, меѓутоа ќе зборувам. Јас сум пациент на онкологија, значи ништо не верувам. Значи, примив 9 терапии. На 1.8. лично со мои очи видов. Значи, не сакам да кажам, меѓутоа од друга националност, 2 медицински сестри, но ги наполнија 2 торби инекции црвени, не знам што беа. Излегоа, се вратија назад, пациентката примаше терапија, си отидоа. Јас уште во тој случај си помислив, луѓе, што е ова, каде ќе ги носат? И после 2 дена слушнав што се случи ова. Јас сум страшно разочарана. Не можев да снимам, пошто примав терапија, раката ми беше запатена десна, меѓутоа сега се тресам. Јас не верувам. Дали има во држава судски вештак да ми провери со тие терапии што сум ги примила, дали се во ред или не се во ред? Страшно е, онкологија е кацапница. Значи, нешто невидено. Сега кој ќе одам кај мојот доктор прекрасен, не сакам да го кажам кој е, ќе му кажам, значи терапијата лекарите си ја препишуваат, меѓутоа горе, кој што става, како става, ние ништо не знаеме. Значи, таму е преку трупа. Јас нема да примам повеќе терапија, додека горе не се качи лекарот со мене да види дали што се става во терапиите. Страшно сум разочарана, последната терапија кога ми ја ставија, раката ми трнеше, јас барав да ми се извади, месец дена кога ми ја ставена да видите раците мои какви се.
Бескрено благодарам што ја споделивте вашата лична сага од онкологија со гледачите на Црвена линија. Она што станува пред се да ви посакам да ја добиете оваа битка и што поскоро да ни бидете во добро здрави. А ние продолжуваме со реклами. А сега доаѓа оној момент каде што еве во ова прво издание на Црвена линија во новата сезона ќе ги соопштиме резултатите од Instagram стори анкетата. Туку уште еднаш секако ќе ве потсетам да не заследите и на Facebook и на Twitter каде што редовно ги објавуваме нашите теми, но и задолжително на Instagram. Со оглед на тоа што навистина сакаме во оваа нова сезона да ви има во огромен број и да бидете дел од мислењето, јавното мислење кое што го има во Црвена линија. А на Instagram стори на денешното прашање би го довериле ли вашето здравје на нашиот здравствен систем? Со да одговорија 12%, а со не 88%. Како и да, има една работа што секако не се менува, оние фанови кои што веќе забележуваат дека станувам се попозитивна, е фактот дека ќе продолжиме со нова сезона и на Заврти на Телма. Тркалото, како што гледате, веднаш до мене врти, а тоа значи дека е момент да ве подготвам за новата сезона на квизот Заврти на Телма. А еве и зошто е популарен, доделуваме супер вредни награди, телевизори, микропечки, тоа ќе има и денес, а за да нели се освоите вредна награда, ќе ве подготвиме во овој момент. Па забележете, ќе има вакво прашање: која хемија ги изучува структурата и својствата на органските соединенија? Како се викаат најпознатите дводелни женски костуми за капење? Името на белоруската тенисерка Сабаленка е... Еве ви уште едно прашање, што е латитуда, и уште едно прашање кој американски режисер се прослави со филмовите Војна на ѕвездите. Меѓу другото, Google ќе ви ги открие сите точни одговори, а јас само ќе ги откривам наградите, кои што верувам денес ќе ги освоите сите на број. Се гледаме наскоро во мојата нова канцеларија. За многу кратко.